Добър ден. Айде, добър ден. Само да ти кажем на работа. Айде да че. Значи викаат луѓето што прават лошо, им се враќа со многу лошо во живот. Имам чуено за тоа. А имам и видено? А знаеш ти, ја ти кажував за мене дека јас сум стара чегалици, дека кога најмал се надеваш, тоа ќе ти го спопикам. Сега, еден ден кога ќе се видиме, ќе ме части, затоа што за све што ни направи Мики во животот. А, куравелата? Со извинување? Добро? Да, знаеш како ќе го јаде сега. Ајде се биди конкретна. Освен што констатирав дека си воодушевена, тоа ме радува. Ајде се кажи ми. Конкретна, нели се улизуваше на сите, ау, Милош му беше добар, стана ракувач и сите тие работи. Добро. И последно време почнаа да му се развикуваат за некои работи, разбираш? Добро. И он нема со кого, почнува да комуницира со мене. И текно е. Колку време тоа уназад? Па 2 недели уназад. Добро. И во четвртокот, кога го избираат новиот обвинител, Добро. се враќаат поручекта на работа, одредени луѓе земаат одредени работи од каса и одат нешто да работат, си текнува. Добро, значи идат на терен. И јас са бајлето, нели у канцеларија и он влага и носи пушки, пиштоли, ово, она у каси. И ја не го прашувам ништо, и он ми вика, знаеш што се случува? Не знам, му вика. И он мене ми вика, Грујо прави своја паравојска, најверојатно ќе го апсат. тој тоа го викал, најверојатно ќе го апсат. Даде, и Мики кажува, демек, вечерта и он ми објаснува што како она. Кој објаснува? Куравелата? Куравелата објаснува? Да. Добро. И мене, знаеш, моментот годка многу ми падна тешко. Значи, јас со Маријан не прамувам. Милош, неам нешто, не знам колку лошо. Меѓутоа, сите ние некоја сме биле на некоја задача. Примаш наредби, идеш на задача, така? Добро. Значи, не прамуваме се за Грујо, не ми е гајле за него. Ама да имаш ти таков човек поред тебе, кој што утре кога излезеш на задача, иде и ќе јаде гомна. Што сме бе ние бе? Нели ни го става животот у котка? Кажи ми се ти на. Викторче, другарчето твое поранешно, што гомна има јадено за дотични? Тогаш. Мислам да не го спомнам малото, знаеш на што ти алудирам. Значи, и мене тоа ми тежеше 4 дена ми тежи, разбираш? А кога у четвртокот? У четвртокот ви кажу. Кога го избра тоа правобранителот, не знам. Па на 15 сабајлето го избра. Така се, не знам. И сега, сабајле ја доаѓам, ја и Мики бевме сами, овие дојда покан. И он се врти и со мене ги почиња тие муавети нешто, како Милош нешто вчера му се развика, знаеш? И тя он мисли дека ако сум ја љута со Маријан, разбираш, и не прамуваме, сега ќе го штитам Мики, ти текнува. И мене ми пукна филм, почна да јаде гомна против Кица, пошто Стив го вратија у Стара база. Кого Стив го вратиле? Ко началник Кица? Стив го вратија, да, не знам како што е, не ни прашувам, не ме занима. И сега деме Кица му правила кафе на Милош, не знам што, не знам како, знаеш тие негови муавети. Добро. И почна против Милош, против Грујо, против, знаеш како... Да не те провоцирал, сестро, ти тој нема муда за тоа. Абе, ќе го апселе Грујо, разбираш? И сите ќе паднеле, вака ќе било, така ќе било, и он на мене ми вика, а ти се видеш со директорот, вика, што место ќе имаш ти? И јас ја пази му викам, што нема врска, разбираш? Му викам, да се видел, бевме на вечера, викам, ја ќе бидам началник му. Си играше мајтов со него? Па си играм нормално. Ама не, овој да не те провоцирал, ти тој нема муда, верувај. И сега слушај, ја му викам, види, и да го апсат Грујо, викам, пример, Грујо е началник, разбираш, апселе не еден началник милион.
Што викам ки го апси Милош, Маријан, што има нив да ги апсиме, разбираш? Викам, која ти е логикава на муабето, викам, не те разбирам. Ки ги видам, вика, што ќе прават за недела, две, нешто, и ме изнервира, разбираш? И мора да ти го кажам ова. На крај ми вика, абе да те прашам, вика, за Гоце. Што бе, викам, за Гоце, како е Гоце? Што, викам, тебе те интересира како е Гоце, викам? Те сањал и сакал како ти дал алкохол, а дошла внатрешна контрола и ти го нашол тој алкохол. Тој ми дал алкохол, а? Тоа било само. И ја му викам, тебе му викам, почна светци да те морат, му викам, ноќе... Змии да не стане. И дојде после, и он после излезе, и дојде Милош и Кица седеа надвор, и ја на Милош, први ни кажав на Кица. За псењава на човеков? За квази псењава на човеков и паравојската? И да, и први ни кажав на Кица за муабетите за Нејзе и за Стив, затоа што јас со Стив неам лошо и не сакам да имам. Истиот ден тоа, така? Истиот ден се дешава тоа. Да бе, денеска све. А денеска им кажуваш за ова што у четврток и некој се дешава? Кажувам дека тогаш они работеле вечерта. А тој у четврток ти го премуабетот за човекот што го спомна и за такозвана паравојска што не постои. И на Милош му рекол, вика, Мики, види, ја ти си ми колега 10 години, викам, разбираш. И јас сум била на задачи што може не ми се свиѓале, ама некој ти дава наредба и ти мораш да извршиш го те, така? Да. И викам, да имаш ракувач, што ќе ти вади оружје од каса, и ќе иде и ќе кажува сегде, и како идете, и како го чувате грујо, и како сте паравојска негова, и дека ако грујо треба да го апсат, вие ќе пукате против алфите, знаеш, Гоце тргнувам од мене. Мене најтешко ми беше кога рекла дека јас сум била у тим за ликвидација. Сме ги превети, многу ми смета у животот. Знал сме ги превети. Многу ми смета тоа. Значи истото сега се случува, нема врска, ја можам да го сакам или да не го сакам Маријан. Ама не е убаво да јадеш гомна кога човек работи нешто, не сваѓаш? И кога збесна Милош, брате ми. Ама збеснување, знаеш Милош како знае да попи. Не знам, со мене на времето кога Господ ме гледал, така да ова последниот пиздари што направи ми се гади. И збесна, и овој беше излезен и само што дојде, го викнал канцеларија, го направи парам парче, изгледа се јави горе кај Грујо, отиде кај Ване, Мики, знаеш како фе, ја мислев ќе добие инфаркт, брате ми. Кај се можна, плюс годинки има. И знаеш, седам вака и си викам, нека ми прости Господ, ама све се враќа и све се... И му реков, Маријан сега ми прозворе, ние не правевме му, Маријан викаве, и му реков, Маријан, молим те му викам, немој викам да се качувате кај Груи да викате Билјана рекла, Билјана, немој викам да ме мешате. Јас сум ви кажала да ве заштитам, викам од некој ситуација. Али не сакам викам да ме мешате, ме разбираш. А викам ова е мене, Гоце и него. Затоа што викам ја и Гоце кој идевме на дисциплинска, викам, идевме ради неговите изјави, викам. Ова му е за мене и за Гоце. Тоа е, викам, толку. Не, малку му е тоа. Одма ти се јавив да ти кажам. Малку му е тоа, значи малку му е, значи јас само деца и жена нема да му чепкам. А тоа гомненце, иако е мал за мене, други треба да го јадат, ќе го јаде, а ова, значи, си постапила правилно, ама малку му е сестра. И пак не заборави на можноста, ама ова па е контрадикторно на мојата предпоставка, че му се развикал генералот Милош. Ја мислев да не те провоцира, да видиш. Да не те провоцира, како ќе изреагираш да може да прекаже. Оти тој нема... Јас верувам во неговата глупост и лудост да каже таква работа, дека не може да ви издржи. Тоа он е сигурен од тоа, ме разбираш. Во ред, еве, тоа држи. Ама дека има муда тој да каже бре такво нешто, сестро, ја ти гарантирам дека нема. Мене тоа ме нервира,
пази, ја можам да го сакам или да не го сакам, која ме боли пичка за која што сака нека се дешава, ја го гледам мојот живот. Меѓутоа ти да јадеш гомна такви работи, сите сме у таа управа, бе, ало, ке го јадеме курот сите, бе, Ај пара војска, па ќе дојде утре некој ќе рече сите сте били у таа пара војска, пиздави материна. Ме разбираш што ти зборам? Не, ко припро не постои такво нешто, ако постои злоупотреба, ја ни ти ќе го јадам. Ние доволно го јадам. Ама како и да е, дали ме сваќаш? Тие луѓе се со нас. Значи, дете отишле да работат Милош и Маријан, тука се со нас. Нешта, ај ќе ти предложам нешто, ама не го фаќај здраво за готово, туку размисли пред. Сето ова да го документираш, нека ти евидентираат број, ама достане во рамките на СНД. Што да документирам, дека ја... Да го пишеш што? Да влагам у клинец сега. Абе како клинец, бре, ти више си го кажал ова. Ти бетер си направил. И реков на Милош, не кажувај дека јас сум кажал, да, нема да кажа. Ја ти гарантирам за да ќе кажа. Значи, тецата го ти се обратил тој. Фактички ти си монолог држал тој. Ти не си започнал муабет. Да. Ме разбираш? Ама во смисла, види какво документирање. Не, ја и на Милош тега около тие ке Ване му рекол, немој да си ме терал да пишувам изјави кам така. Не, ја баш за тоа ти зборам, да документираш, дека ти се обратил со такви зборови, да биде документирано. Оти овој кој што ќе лаже утре, не дај Боже. Нека лаже. Излеза снимки од мои разговори, твои разговори. Пази, пошто ја не знам што работеле Милош и Маријан, морал Мики да ми каже. Па затоа ти кажувам, ама во рамките Абе какво јадење нема, не ме разбираш. Слушај се. Да, бе, те сваќаме што значи, ти размисли, значи не мора и не да го направиш тоа. Да. Ама ја би го направил. Добро, ќе видиме што е како. Веќе се работи за сериозни, значи сериозни изјави, меѓу изјава и исказ има разлика. Исказ се во рамките на разговор, а твои изкази отсутствуваат, веќе ти не си започнала, не си била активна во муабетот. Од утре ќе биде повика за друго нешто. Не, ќе го искинат, сега ќе го искинат. Ја ќе го искинат, слушај што ти кажам. Не, го видов ја Милош како. Само да нема последици по детството. Милош денеска да го боткаше со игла крт немаше да му тече, брате ми. Ама Милош е небитна фигура, зависи тој главниот колку пат. Го зема тефтерот и кај Ване отиде. Епте нема кој да ги носи луѓето, иначе Милош не кеше комбето више да го вози Мики. Не бе, не, ќе биде сега, ќе ти известам ја што и како. Не, дека ќе биде. Да. Ќе биде само ништо, ако не остане на тоа, инако ја би го документирал и у рамките на СНД. Ја ти гарантирам дека 100% ја кажам, запамти ми го зборот. Оце ти што си кажал, молим те, не кажувај дека јас сум ти кажал. И како кој Рајко му каже, Петко. Ту си го зборуваме пред други. Ја ќе кажам што како, ама не пишувам сега ништо, сега пред решение ово на ништо не пишувам. Не, окей. Ама и кога би пишала, пристапот не да биде обвинувачки. Туку бев известен за такви нешта, бидејќи се работи за суптилен орган во рамките на МВР, должен сум да известам за нешто што може да направи компликации, нешто у таа смисла, не ти да го обвинуваш. Да. Откај да знаем, може болен човек од психички, може блада, може откај да... Ја бе болна, ти текнува луда бе. Па да му го направи. Ајде. Ајде ќе се чуеме, важи се, срајде, важи. Фала за информација, чао. Ајде, чао.